Драги гледачи, денес решивме да ве расположиме, се подразбира разговарајќи повеќе за музика. Насловот на денешната тема е токму од нашата душа, односно концерт на групата Фонтана. Од Фонтана, значи од групата ни доаѓаат денес двајца членови, станува збор за Никол Чемицевски и Благојче Трајковски. Добро утро и како сте? Добро утро. Па со оглед на терминот сме одлични. Да, се подразбира дека секогаш тие што се занимаваат нели со музика, секогаш ноќта ја претвораат нели во ден, денот дел може да се каже дека во ноќ, но сепак се трудиме некако да го имаме нормалниот тек, генерално, меѓутоа има и затоа ни е чест и нормално задоволство што се прифативте нормално на нашата покана. Рано е, но сепак убаво е нели заедно со гледачите малку да позборуваме за концертот, односно најавениот концерт, кој што ќе биде кога, каде, за нашите гледачи нормално, ако сакаат да бидат дел од тој концерт. Така, веќе времето се наближа, да кажем. Концертот е во сабота, на 5 декември, во 20 часот во Центарот за култура. Подготовките полека веќе се при крај. Енергија позитивна многу, атмосферата е позитивна. Сите учесници кои што ќе бидат на сцена се веќе собрани, тие што се од страна дојдени се тука, така да тие подготовки, како што кажав, привршуваат и чекаме да дојде моментот за да ја презентираме музиката од нашата душа. Еве вака, чисто информативно, колку време е потребно за да се подготвите така? Сепак не е едноставно да се подготви концерт кој што има малку поголеми размери. Апсолутно. Со оглед на тоа што ние и организацијски овој концерт комплетно го изорганизиравме самите, е потребно повеќе време. Кога би се занимавале само со музичкиот дел, тогаш ќе ни биде многу полесно, затоа што тоа ни е работа, тоа ни е професија, тоа ни е животот. Така да, околу концертот можам да кажам дека најмалку време реченото потрошивме на спремање на музичкиот дел, а многу повеќе на тие организацијски работи, маркетиншки и се што е потребно за еден концерт. Не е едноставно, нели? Меѓутоа, кога се сака, се може и не води цело време таа позитивна енергија и визијата што ја имаме за тој концерт. Така да помина, се дојде еве го времето како да е за 2 дена во сабота и мислам дека публиката која што ќе дојде ќе биде задоволна и ќе чуе нешто поразлично воопшто од се она што се случувало. Тоа е и целта на тој музички дел, затоа е насловен од нашата душа, всушност од оваа моментална во овие месец, 2-3 наша инспирација, како гледаме на одредени работи. Музичкиот дел заснован врз традицијата, врз народната песна, иако има неколку и ново компонирани песни, меѓутоа се ќе биде во духот на таа традиционална музика, нормално во едно поинакво пакување, во еден, би рекол, етно, джез и уште неколку други стилови измешани. Нема да има ништо естрадно на сцената, така да ветувам дека секој кој ќе дојде ќе си помини многу убаво. Секој љубител нормално на добрата музика. Има ли искуството влијание, мајки предвид еве чиста информација, колку време постоите? Па како резултат на тоа, нели треба да се има сериозен пристап кога станува збор за организирање нели на концерт, односно да се созрее. Колку време постоите? Па добро, овој состав веќе, како да кажам, веќе е многу зрел за високи дострели. Во овој состав сме некаде близко 14-15 години, така да нормално дека искуството си ја игра главната улога поврзано со тоа. Добро е, привилегија е тоа што е во овие наши простори, нормално условите се малку поспецифични во општеството каде што живееме. Добро е за нас затоа што сме ги искусиле сите оние можности кои што се понудени на нашава музичка сцена, од она што значи
живи настапи, од она што значи концертно презентирање на наша музика, од она што значи студиска работа, од сето тоа, сите тие сегменти кои што се поврзани со нашата професија сме ги поминале и нормално сето тоа искуство го пренесуваме за сите дострели кои што следат понатаму и сигурно дека ни помага и дека значи многу во нашава работа. Така. Еве кога организирате нели концерт, планирате ли гости? Да. На овој концерт имаме неколку ексклузивни гости. Најпрво е нашето македонско девојче, нашата дива и многу блиска соработничка Каролина Гочева, која некако последните години неминовно е да се помени нејзин настап без нас и наш настап без неја. Да, ни е специјален гостин. Потоа имаме една гостинка Гамзе Матраци од Турција, една млада, талентирана, извонредна пејачка, на која и работев албум пред година и пол со македонски народни песни, преработка на македонски народни песни. Всушност ќе го презентираме тој материјал. Многу талентирана и извонредна пејачка која пее на македонски и мислам дека ќе остави голем впечаток е публиката. Ке имаме инструменталисти, гости, наши колеги, соработници, Џамбо Агушев, Владимир Крстев, виолинист од гудачка секција и така натаму. Значи се на се многу луѓе на сцена, нови аранжмани, нови преработки. Повелете. Тоа ќе се надоврзам, дека сепак има свежина во музиката, го адаптиравме така, мислам аранжерскиот дел го работеше Николче целосно врз она што значи традиционална музика, која што и на најмладиот и на најстариот посетител кој што ќе биде на концертот ќе му биде позната, како песни numерите се сите генерално познати, меѓутоа се многу освежени, осовременети и таа свежина мислам дека ќе го игра тој клучен фактор за успешноста на концертот. Кога станува збора за музика, музиката секогаш е специфична област, кога се работи, нели музичар да сте не како секое работно место, нели. Има ли одредено временски период, например, од денот, кога зацртувате, например, денески работи можеби 2-3 часа, или едноставно не се гледа ако треба ќе се работи 10-12 часа во континуитет, се со цел еве да се постигне тоа што се има нели во главата. Да. Сепак влогот е малку поинаков. Се разбира. Еве, јас конкретно да кажам. Значи, професионално се бавам со музика и 24 сати размислувам на музиката. Немам одредено работно време која денес го посветувам на работа на музика, па во 3 или во 4 ќе завршам со таа работа. Без разлика, некојаш може и 2 дена да си земам пауза, меѓутоа после следниот месец да немам ниту пола сат пауза, нели? Така да нема ограничување, поготово ако се работи и креативна работа, авторска работа, исто така, бара многу време, многу влог во тоа. Сплет на околности, дали си мотивиран, не си мотивиран, денес можеби ќе направиш нешто во пола сат или во 5 сати, утре. Значи се е релативно, али 24 сати, значи и кога спијам, размислувам на музика, така да поразличен е влогот, нели, од целата работа. Ке благо че плюс тоа има и работно време, каде што предава во музичкото училиште, значи уште повеќе исполнето. Па токму заради тоа го поставив во прашање, но и следното што е надоврзано со тоа. Кога станува збор нели за гостите, укажавте кои ќе бидат гости, како се наоѓате сите во едно место, мислам, секој си има различни обврски, но сепак мислам дека музиката е таа која што е врвот и видите, голем дел од работите се случуваат по природен пат некако, таа енергија музичка која што ја имаме, порано или подоцна ќе не спои сите.
Тоа мислам еве последните 2-3 години активно концертираме, значи со различни проекти кои што се поврзани од музиката, проекти кои што се со големо значење за целокупниот развој на нашата музика и многу мислам и јас и Николче и сите тие останати соработници многу сме среќни затоа што имаме горе-долу исти видувања за професијата, исти размислувања за она што значи напредок во нашата професија и многу е лесно кога ќе имате позади себе добри, квалитетни луѓе кои што знаете дека никогаш дека секогаш се покрајваат со ствари да ве поддржуваат во она што го работите и затоа тоа викам она енергија која што владее во нас меѓусебно се поврзува и се е лесно. Природата си ги прави нештата да во одредено време сите можеме да бидеме слободни и да ја насочиме енергијата онаму каде што треба. Што е и така, да не заборавиме кои се дел други нели поединци кои што се дел од Фонтана. Бидејќи нели тогаш сте само двајца. Павле Јаневски на бас, Тони Цветановски на соло гитара, Игор Илиевски е вокал и на овој концерт ќе биде и на ударни инструменти и Зоран Ристевски на сет ударни инструменти. Значи намерно нормално треба да ги представиме, се Апсолутно. подразбира, треба секој да биде вмешан, бидејќи секој заслужува. Сигурно, Секој секој си има вмешан, свој дел во целата работа и ние сме екипа и така и функционираме. Така. Мислам дека е вистинско време да им представиме на нашите гледачи барем една прва музичка номера, токму од ваша страна, затоа, драги гледачи, уживајте. Мора да признаеме дека се развеселивме, нели? Продолжуваме ние со разговорот со 20 членови од групата Фонтана и ве зборувавме за концертот. Да зборуваме малку нешто друго, освен веќе скоро година дена измина, навистина ни остануваат барем денес уште 28 денот до крајот на годината. Што се сработи?
и многу се сработи. Многу се сработи, значи тоа е Ова убава година работа. минатата, да, тоа баш сега пробувајќи баш за концертот, така како да речем една завршна точка на оваа година. Тоа споменуваме оваа година 2015, минатата 2014 се сработи многу. Многу ми е мило, многу ми е кејф да кажам дека се сработија многу битни работи во нашава музика и горди сме на тоа. Се остварија проекти кои што се од клучно значење, пошто знаете живееме во едно малку такво турбулентно време каде што критериумите за музика се испоместени многу, меѓутоа ние можам да кажам изигравме еден историски момент поврзано со музиката. Значи создавајќи нова музика, албуми, концерти, настапи, проекти кои што тоа викам се од стварно клучно значење за целокупната музика кои што ќе живеат понатаму уште многу долго и нормално самите тие проекти ни дадоа една уште поголема, поширока визија за сето она што треба да се случува понатаму. Значи ќе грабиме уште посилно и пожестоко за се она што значи добра музика да го презентираме максимално добро. Еве како проекти, например, што би издвоиле како најголеми? Оваа година имаше доста, како и минатата, така и ова. Почнувајќи од минатата година, приказната Македонско девојче 2, значи имавме многу настапи, многу концерти. Оваа година се случија неколку големи, меѓу другото, концерти во Битола, на Хераклија, на Антички, во Охрид, во Дојран имаше еден голем концерт. Материјалот го свиревме на Екзит фестивалот во Нови Сад, што беше еден голем успех, би рекол, за македонската музика, не само за екипата која го сработи сето тоа, нели? Пред 2-3 недели имавме концерт во Коларац, салата Коларац во Белград. Таа е нивната најстара, некако најважна сала каде што има многу големи настани. Исто така се представивме со концерт со Каролина и Македонско девојче. Наидовме на многу позитивни реакции. Се сработија 2-3 фестивали, значи Цветници, Валандово, кои беа комплетно во живо, со жив оркестар. Потоа летоски го сработив еден проект Непокор, значи во организација на Македонската радио телевизија, поддржана од Министерство за култура, обработка на стари песни, македонски песни кои датираат од илинденскиот период. Песни не познати на јавноста, меѓутоа едно вистинско богатство. Страшно убави песни од тој период. Така ги направив, да ги осовременив со цел да ги доближам до ова време и до денешниве слушатели, особено помладата популација. Моментално работам на уште еден таков Непокор 2, продолжение на тој проект кој треба да го сработам до крајот на годината. Така има сега генерално, значи има многу. Исполнето максимално. Така, сработив уште еден албум на изведувачка пејачка од Србија, популарна, исто така албум со македонски песни, значи македонската музика ја шириме, дали во Турција, дали во Србија. Така има. Кога станува збор нешто надвор од Македонија, еве некое поспецифично прашање, обично знаеме например нашите традиционални веселби, свадби, се какви што се. Добре. Сепак сте свирили можеби надвор од Македонија, но на некоја поинаква свадба, да е некаква навистина поразлична од нашите. Добро, со свадба немаме искуство такво во странство, меѓутоа сме гостувале насекаде. Сме гостувале во Австралија, во Америка, сега пред недела-две бевме и во Шведска, низ Европа секаде. Значи, каде што на некој начин сите тие концерти забави, се поразлични од кај нас. Се разбира поинаков менталитет, поинаков тек на настаните.
Така да различно искуство од тоа што го имаме тука. Прифаќате ли Меѓутоа, нешто? специфика. Прифаќате ли нешто нивно, мислам, во однос на контекстите, однесување можеби на сцена или сама реакција, па го мислам го носите тука и едноставно ја ширите малку поинаква енергија? Не, најважно е каде да се свири, да се биде свој, значи да го наметнеш она како имидж, како затоа и впрочем нели те ангажира да одиш на концерт, да те видат таков како што си. прифаќа во секој случај. А инаку не сме многу различни нормално со културата, па да треба нешто посебно да се прилагодуваме, сепак тоа се работи за сепак македонци, македонски народ, иако има и секакви други гости, меѓутоа генерално менталитетот си е наш, се разбира. Да, секаде мислам да се надоврзам на тоа дека почитта спрема македонската музика е навистина на високо ниво. Секаде каде ќе отидеме настрана, нормално од странците зборувам, од луѓе кои што не се македонци, да кажем на Балканот имаме огромно почитување, сме свирели во Турција, сме свирели како што каже Николче во прекоокеанските земји. Сепак македонската музика, она вистинска македонска музика која што денес е реткост да се слушни, да бидеме искрени, е навистина почитувана на секаде во светот. Веќе споменавме фестивали. Сметате ли дека во Битола треба да има одреден фестивал? Сметам. Да, уште ви сметаме, затоа тоа е го едно поставиме осетливо како прашање. Тоа е едно, така да кажем, почувствително прашање, затоа што последниве години се многу често се разговара на таа тема. Битола покажала во минатото дека има услови за одржување на фестивал од високо квалитетни размери. Ќе го споменеме тука Серенада. Уште на почетокот во 93 година се одржа Серенада Фест, така беше насловен тогаш, еден фестивал кој што беше тогаш пример како треба да се одржуваат фестивали со голем оркестар. Од тогаш наваму имаше обиди, меѓутоа секогаш излегуваше по некоја причина да сето тоа не може да обстои, да живее. Битола има една култура специфична, една традиција специфична која што не треба да се занемари, да се заборави. И услови за такво нешто постои, меѓутоа не достига најверојатно добра организација, не достигаат најверојатно вистинските луѓе кои што треба да се занимаваат со таа организација. Инаку услови за такво нешто постојат идеални во овие простори. Токму затоа ако нема фестивали, барем ги има убавите концерти, затоа нели сме заедно и тука. Планирате ли нешто поспецифично можеби во иднина или планирате овие концерти да прераснатете во традиција секоја година да има барем по еден концерт, кој што ќе се разликува од претходниот? Па добро, конкретно со групата Фонтана не би сакал да го направиме тоа традиција. Не би сакал, значи од аспект на претходниот концерт беше во 2011. Значи, овие 3-4 години е доволно време измеѓу концертот за да сега се појавиме со сосема нов, свеж материјал и за да бидеме нормално, за да бидеш поинтересен на публиката. Доколку се прави тоа традиционално секоја година, да кажеме во ист термин, некако тоа ми зафаќа некоја друга специфика, како фестивалско, како така. Меѓутоа, кога се работи вака за сосема нов материјал специфичен, добро е да има пауза од поголем период. Инаку, последните 5-6 години, барем најмалку 1 до 2 големи концерти, било со Каролина, било со Љубојна, било со Фонтана, или во некоја друга формација каде што функционираме, обавезно имаме концерт во Битола, така да... Да, знаете, се осеќа пулсот на публиката и се осеќа потребата, знаете, се осеќа тој момент од енергијата. Знаеме точно кога треба да се оствари такво нешто. Знаете, тоа е и со албумите, тоа е и со концертите. Веќе влезени сме во таа шема и во тој начин на уметничко живење и творење. Многу е лесно да се осети пулсот и да се осети вистинскиот момент кога треба да се оствари така. Певе, имајќи предвид дека сте искусни или во областта на музиката, што можете да им пренесете на особено нели помладите кои што имаат можеби одреден сомнеж, дали да започнат, да стартуваат например со нешто, бидејќи секогаш сомнежот доаѓа до страв,
да започнеме или не, па каква е ситуацијата тука во Битола, па каква е ситуацијата во Македонија. Значи, може ли да се успее? Се разбира дека може да се успее, како и во секоја друга професија и секоја друга работа. Пред се професионалниот пристап, стручноста, значи човек, еве конкретно во музиката, мора секојдневно всушност да се надоградува, да учи, да собира искуства. И јас мислам дека со секој професионален пристап и многу позитивна енергија и многу упорност во целата работа, затоа што не може само успеси, има секогаш делови на неуспех, на помалку добра клима за работа, повеќе добра клима, значи тоа е релативно, нормално, како и за се што друго, меѓутоа мора да се има, да се зацрта една цел и да се гледа само позитивно во таа цел. Така да најважно е да се сака вистински, да се познава вистински, и јас би му препорачал на секој кој почнува да се занимава со музика, да се занимава со таа чиста македонска музика. Нормално, во различни форми ја имаме, и современа, и традиционална, и класична, сите тие работи, меѓутоа да биде тоа чисто македонско, затоа што од искуство само со таа музика можеме да се представиме и надвор, меѓутоа само таа музика и останува тука долги години. Значи сведоци сме на милион експерти со ваков призвук, со онаков призвук, со вакво влијание. Меѓутоа се е тоа минало. Добро е да го има, значи. Да, брзо умира се. Тоа е нормално да го има. Меѓутоа она што е вистински вредно, Имаме богата традиција многу. тоа останува. И многу е грефе да ја оставиме така, да ја напуштиме така и да се зафатиме со нешто што е тотално небитно за нашата музика. Во врска со прашањето што го кажавте тоа со младите луѓе, многу често пример е тоа младите луѓе да лутаат. Знаете, си имаме тука еден куп фактори кои што влијаат во целава работа, почнувајќи од самите изведувачи на музиката, па после продолжувајќи со медиумската поддршка. Знаете, некогаш медиумите многу често знаат кроз прсти да прогледат па да презентираат нешто што не треба да презентираат во однос на музиката, и затоа младиот човек малку лута во она што значи со што би требало да се занимава и по кој пат треба да се движи. Меѓутоа самата волја на младиот човек и желбата да научи нешто добро ќе го однесе на вистинското место. Нормално, меѓутоа тоа е тоа. Знаете, условите се тие, треба да се прилагодуваме. Имаме многу богата традиција, имаме многу убави услови да напредуваме во музиката, имаме многу талентирани луѓе, мислам. Тоа и минатото и денешницата го покажува тоа, само треба така една по-добра организација, едно малку пошироко гледање на работите и се ќе си биде во нормален тек. Драги гости, ви благодарам за издвоеното време. Ви посакувам многу успеси, успешен концерт. Благодарам. Се подразбира, се гледаме на концерт. И нормално во иднина ве очекуваме или повторно за нешто друго, нешто убаво. Фала ви многу. Благодариме за поканата. До вас, благодариме за поканата и ви посакуваме многу успешна работа понатаму. Ви благодариме, а драги мои, ние сепак завршуваме со уште една музичка номера од група Фонтана. Strana Jano, zlatna mesečina, ama ko je fajde
spremaš, da li